Депресивните чувства се толку многу чести, но важно да се знае да се направи разлика кога човек се чувствува несреќен и тажен во секојдневниот живот и кога има симптоми на депресивно расстройство. Депресивните расстройства се карактеризираат со депресивно расположение и губење на интерес на работите, кои претходно биле забавни. Станува збор за сериозни и вознемирувачки расстройства, кои можат да бидат вистински ризик по животот и здравјето на лицето, изјавува психотерапевт Радмила Манчевска. Прво, биохемиската рамнотежа во организмот, значи доколку имаме нарушување на таа биохемиска рамнотежа, може да се јави депресија, а таа биохемиска рамнотежа може да се поремети како резултат на одредени соматски хронични болести. Ситуацијата во која се наоѓаме со пандемијата со COVID-19 доаѓа до нарушување на менталното здравје, кое може да биде привремено како реакција на притисоците во животот. Состојбата во која што сега се наоѓаме поврзана со коронавирусот е на некој начин потенцијална закана за здравјето на личноста. Во оваа ситуација во која што се наоѓаме на стрес, како резултат на тие карантински услови, значи не секој може да поднесе. На прашањето која категорија на луѓе е најризична за појава на депресивното расстройство, психотерапевтот Манчевска изјави: И полот и возраста имаат значајно влијание. Во испитувањата во однос на јавувањето на депресивните расстройства, женскиот пол во поголем степен е можеме да го сретнеме, за разлика од машкиот пол, а и одредена возраст како што е адолесценцијата или пак периодот на климактериум може да биде ризик фактор. За надминување на депресивното расстройство, психотерапевтот Манчевска советува почесто излегување на прошетки, поставување на цели кои можеме да ги направиме за себе и нашите најблиски, за зајакнување на нашата самодоверба. Доколку ситуацијата оди кон потешки облици, потребна е стручна помош.